Постои огромен број, стотици илјади работници кои што работат во приватниот сектор. И никогаш до сега, посебно овие 7 години, владата не се грижила за нив. Социјалдемократскиот сојуз мора да го има тоа во предвид, значи да ги има правата на луѓето кои што работат, работниците во приватниот сектор и секако една огромна група на невработени кои што се во најлоша состојба. Мора да се бори за правата на нив. И конкретно за ова што го кажувам тука. Само овој период не или промени нешто што значи поддршка на сите малцински групи. Значи, ние имавме различни изјави во периодот околу тоа каков е односот на ЛГБТ, на СДСМ према ЛГБТ заедницата. Имавме ситуација во кои што без никој да не праша, раководството даваше сосема иста изјава како што даваше и ВМРО ДПМН. Околу ова што го кажувате Законот за абортус. За абортус исто така нема изградено сосема чист и јасен став на една норма. Кој нема? Господине Наумов, постојано говорите за СДСМ. Јас постојано ве прашам, вие ја ви кажувам дека, ви кажувам дека тоа нема да биде така, сега ви кажувам дека ќе биде така. Значи, како? и во програмата стои тука дека СДСМ, ако се грижи за тоа да во општеството ги признава сите малцински групи и се бори за нивните права, тоа мора да го направи и тоа како врзуваме и во самата партија, дека јас ќе дозволам и тоа да во самата партија постои исто така малцинско мислење, нешто што некои го викаат како фракција, но дека на тој начин мора да покажете во самата партија дека ги почитувате мислење на малцински групи кои што ќе бидат различни од она што е мејнстрим. Што е различно, добро. А мора ова целото да биде. Што е различно во програмата? Се извинувам што ве прекинувам, мора да биде малку подинамично. Во вашата програма што е различно, поразлично од вашите против кандидати? Па ја не ви зборувал за тоа, бидејќи тоа се наметна на не може да се видат некакви разлики, тоа говорам. Не, има разлики. Со што вие се наметнувате, зошто сте вие поразличен од нив? Ајде вака, ако во основните сите кандидати, тоа го видов, ја ги видов нивните програми, сите во основата ги наведуваме основните начела на социјалдемократија. Тоа до некаде е во ред. Да. Имаме разлика во организационата структура понатаму како треба да изгледа СДСМ. И јас мислам оној концепт што го кажам дека за СДСМ да освои 450 до 500 илјади гласа, мора да ја смени организационата структура на начин на кој што вие ќе оставите простор да многу повеќе луѓе во партијата бидат во можност да се надеваат дека може да стигнат до одредени места во кои што ќе ја кажат, односно ќе ја покажат својата способност. Да се избегне дуплирањето или триплирањето на можности да еден лик претендира за 2 или 3 функции врз основа на тоа ако помине. Ако помине едното, некој стане градоначалник во ред, ако изгуби за тоа, потоа се нада дека може да стане и пратеник, а ако победи на избори може да биде министер. Ајде околу која е вашата визија за улогата на досегашниот лидер Бранко Црвенковски? Какво место вие му поставувате? Значи Бранко Црвенковски со целото она што го направил до сега во овие 20 години, како човек заедно кој што е основал ова партија со другите основачи и така натаму, кој што имал периоди во кои што ја водел СДСМ во победи и нормално потоа во порази, мислам дека станала историска личност која што за СДСМ ќе биде секогаш запишана како лидер кој што на почетокот, бидејќи ја зборувам за тоа дека СДСМ ќе која ќе биде неговата идна улога доколку станете лидер? Председателот Црвенковски мора да видиме што ќе направи на 2 јуни. Значи на 2 јуни, ако вие добро ја следите состојбата сега, постои иницијатива за која што се вели дека сосема легитимна на самиот конгрес, дека може да се случи да имаме 5 Се плашите дека може да застане тој? Не се тој плашам од ништо, него ви кажам што ја мислам дека ќе се случи и што скоро верувам дека ќе биде така. Значи на 2 јуни јас мислам, имајќи во предвид како до сега се однесува Црвенковски почнувајќи од тоа што почна самиот конгрес, дека најпрво ќе биде првиот говорник, дека ќе одржи историски говор таму и дека ќе објасни пред се на оние луѓе кои што ја прават оваа иницијатива, ќе објасни дека Социјалдемократскиот сојуз е политички субјект кој тој заедно со сите основачи, членови и така натаму, кој изградил во овој период и дека никогаш Социјалдемократскиот сојуз нема да зависи само од една личност. Дека и понатаму како и до сега Социјалдемократскиот сојуз ќе успее
да направи програма, идеи Добро. и нешто што ќе биде просперитет Добро, за оваа држава. да не предпоставуваме говорот на Црвенковски, дали би го поставиле за почесен председател, например? Да, не би, тоа не Не би ми причало. Значи, зависи, видете, за да некого поставите негде, како што вие ме прашувате хипотетички, треба да видиме кој што и самиот тој сака. Добро, мора да имате планови. Не може да имате план А, да имате план Б. Ни А, ни Б, може да имате тоа дека треба да седнете со Црвенковски потоа и да разговарате како он натаму може својата политичка активност да ја успери. Добро, но вие мора да имате исто така визија што вие сакате, какви се вашите може би Црвенковски идеи. ќе реши воопшто да не се меша и не бера никаква функција во тоа. Не се плашите ли дека вие би биле во сенката на Црвенковски со оглед на тоа дека сте човек на Црвенковски, ја постави за директор во Агенцијата за разузнавање. Не сте подалеку од Црвенковски и од Зоран Јовановски, кој е моментално подпредседател, Заев и Игор Ивановски. Па не знам сега од каде ви е ваквата констатација. Прашувам дали сте човек на Црвенковски, дали се подпирате на неговата на неговото влијание, на неговата поддршка. Ама не може тоа да оди така. Значи видите што се случува до сега. Одиме на следниот начин. Значи некои викаат и голем број луѓе викаат од една страна Наумов е аутсайдер затоа што во овој период не бил во раковството, бил далеку од Црвенковски во последните 7 и 8 години и затоа е аутсайдер во приказната, бидејќи тоа е лоша или добра вест за вас? Не викам ни лоша ни добра, сега сослушајте ме. Од друга страна, кога на некои од другите кандидати ќе им се каже дека ништо не може да променат, бидејќи до сега заедно во овие 7 години или 4 години биле заедно со Црвенковски и ако имале идеи како може да се промени СДСМ, тие велат, ама знаете како сите сме деца на Црвенковски и Наумов е дете на вие, и Наумов е дете на Црвенковски. Да, сметаат. Може да се каже тоа, па се извинам, дали ќе најдете вие сега човек во СДСМ кој што нема да може вака да го третирате дека е човек на СДСМ или не на СДСМ, говорам на Црвенковски. Во секоја партија тоа така. Црвенковски е лидер кој имал харизма, кој владеал 20 години со партијата без малку. Имено. Да. И во другите и траума е, нормално дека е траума за самите членови да дојдат до некаква промена во партијата. Во секоја партија е така. Ајде блиц, планот е со сите лидери да имаме половина час, многу кратко, значи имаме прилично доста прашања. Името, како да се реши, кои се вашите визии, како влегувате вие во процесот на преговори, референдумското прашање, кое го... Ајде кратко. Добро. Она што прво ќе го направиме тоа дека ќе ја полечам, ако сум председател, ќе ја полечам бланко поддршката на Никола Груевски. И дека веднаш на Црвенковски мислите? На бланко поддршката, значи сега СДСМ има став дека остава бланко поддршка за решение на името дадена на Груевски. Тоа велам на Црвенковски затоа што тоа беше негова изјава, точно, бланко поддршка. Изјава ма одлука на раководството, немете така на Црвенковски, цело раководство. Му се дава на Груевски. И тројца други кандидати кои му имаат дадено на поддршка. Еднаш ја публикуваме па јавната. И треба да се седне со него, бидејќи во моментот само Груевски мислам уште еден човек знае што воопшто се преговара и за што преговараме. Никој не знае ништо. Ако сакаме заеднички да го решаваме тоа, треба прво да седнеме со него и да ни објасни што се случува до сега и да видиме до каде одат преговорите. Никој во држава не знае што се случува на тоа прашање. Ако зборуваме понатаму за референдумот, исто сум го кажал јавно следно. Може да оди доколку постои можност, кога ќе се договориме, доколку постои можност да имаме референдум, да одиме на референдум. Бидејќи видите, може да се случи како што се случи во Србија. Ако ги некако исто кажеме дека се слични проблемите, во Србија не постоеше можност за референдум. Но доколку одиме на референдум, СДСМ ќе го поддржи тој референдум само доколку Груевски утрото во 7 часот каже дека јас гласам за овој референдум. Добро. Во лакрдија во која што Груевски ќе рече одиме на референдум, гласајте народе како сакате. Ја нема да гласам за тој референдум, за да само не учествува во таа работа. Добро, дали се зака на партиите на господина Стефче Јакимовски, господина Владо Бучковски? Значи, зборуваме за најава. Господинот Бучковски не најавил такво нешто, слушаме денеска дека... Најави движење кој би прераснало во партија. Може би, ќе видиме, но многу нејасно. Господинот Стефче Јакимовски денеска тоа слушам дека ќе го направи. Ние не знаеме
Со кои луѓе господинот Јакимовски го дали прави е тоа? закана за Не е вас? закана доколку, не е закана никаква, доколку продолжи партијата да се однесува на Јакимовска на како што тој се однесува во последниот период. А тоа значи, за нас е закана доколку се формира нова опозициона партија. Последните чекори на господин Јакимовски, јас ги разбирам како нешто што не е опозиционо делување. Фактот дека има коалиција со ВМРО ДПМН на локално ниво, тоа значи дека, и што не е страшно, може да формира партија која што нема да биде опозициона и тоа не е закана за СДСМ. Го споменавте претходно гостувањето кај Миленко Неделковски во Канал 5. Ме интересира како бевте избран токму вие да бидете постојано гостин таму, како вие бевте избран, на пример, да влезете во интервју кај премиерот Груевски, зошто баш вие, зошто токму вие? Значи вака, може да прашате како баш вие бевте избрани од оние 10 луѓе кои што постојано учествуваат. Концептот на Не од емисијата тие е кои постојано учествуваат. 10 луѓе Од учествуваат. сите, не говорам од целата опозиција, токму вие да бидете. Значи вака, прво 10 луѓе Така наречениот учествуваат 10 луѓе учествуваат цела сезона. Цела сезона. Како јас сум бил избран, може да го прашате Не вас ве господинот Миленко Неделковски. Господинот Миленко Неделковски преку еден заеднички пријател ме повика на кафе, седнав на кафе. Мислам до ден денеска дека он очекуваше дека кој ќе ме рече кој ќе ме покани во емисијата, дека јас како и сите други ќе речам не доаѓам. Ја не го направив тоа, туку му реков, ајде веднаш уште вечерва да седнеме и да разговараме и да ги спротивставуваме тези. Добро. Ја го прифатив тоа и мислам дека ако не го прифатев ја и никој друг, таму ќе стоеше повторно некое празно столче во кое што водителот Миленко Неделковски ќе велеше еве повторно се крие СДСМ и нема што Или да може би дебатира. ќе беше одбран некој покритичен. Како на пример, Зарем вие нема? мислите дека јас Зарем нема во оваа држава покритични од вас? Тоа кажувате дека ја не сум бил доволно критичен таму? Ве прашувам. Не вие Има ли покритични вие од вас? констатирате. Па може, Добро. сигурно кој колку може да го направи И тоа. последното прашање, добро. Претендирате да бидете лидер на партија, председател. Тоа по сериозно звучи. Бивши разузнавач да биде председател на најголемата опозицијска партија, може би партија која би дошла на власт, може би премиер, бивши разузнавач. На кој премиер ве подсетува вакво минато? Значи има многу такви, нема да ги кажуваме тука, ги има и од западниот и од источниот свет, да речам. Мене ми паѓа на памет Путин, например. Може да ви паѓа Путин, меѓутоа во историјата во Америка исто имате така председатели кои што биле во нивната разузнавачка служба. Говорам за модерната, современа демократија. И модерната, но не да Кажете тоа. Но сега ви кажувам. Значи, јас во основа, во целиот период, економијата ми е она со што се занимавам. Препознат ли сте како економски стручњак? Пред се по тоа. Значи, пред се по таа работа по економијата. Јас сум напишал преку 100 колумни во кои што на начин на кој што мислам дека е најдобро сум ја развил економската политика на оваа власт. Ако се сеќавате во самата емисија со Груевски, пред се зборував за економија и со сите други економски. И таа е мојата основа. 1,5 година. Да, сум бил назначен како разузнавач од председателот на Република Македонија, тоа не е никаков хендикеп, бидејќи еднаш разузнавач, секогаш разузнавач. Важи ли тоа правило? Може да го кажувате така, но јас... Дали важи тоа правило? Не важи тоа правило. Затоа што во новинарството тоа важи. Не важи тоа правило, бидејќи јас ја го почитував советот на многу други директори на такви служби кои што биле поискусни од надвор, кои што рекоа, најдобро е, откога ќе завршите оваа работа, најмалку 2 до 3 години да не видите нигде во јавноста. Јас го испочитував тоа, се до 2010-та никогаш не сум се појавил во јавноста за да на било кој начин креирам некое мислење или да дадам свој политички став. После точно 3 години се појави во јавноста и тоа е еден фер период во кој што после таква служба треба да направите пауза. Еднаш разузнавач, секогаш разузнавач е нешто што се кажува за многу професии, но мора да знаете, тоа е агенција за разузнавање сосема различна од управата за безбедност и контраразузнавање, која што се занимава само со надворешно разузнавање за работи и информации, прибирање информации корисни за Република Македонија надвор од територијата на Република Македонија. Да, познато е тоа. Ви благодарам што бидете гостин. Ви благодарам на поканата.